За 15 дена е продолжен рокот за аплицирање по мерката 3 од ИПАР-2 програмата. Од платежната агенција велат дека ваквата одлука ја донесле во дослух со телото за управување со ИПАРТ. Сега крајниот рок за апликација е 21 септември. Буџетската рамка за мерката за инвестиции во преработка и маркетинг на земјоделски и рибни производи од ИПАР-2 програмата е 5 милиони евра со можност за зголемување во текот на јавниот повик. Овие средства се наменети за поддршка на проекти кои предвидуваат инвестиции за преработка и производство на млеко и млечни производи, месо и месни производи, овоше и зеленчук, преработка на житарици, производство на мелнички продукти, растителни производи и масла, масноти од животни, производство вино, како и проекти кои предвидуваат поставување, односно инсталирање фотонапонски панели за производство на енергија за сопствени потреби. Сите заинтересирани апликанти ќе може да аплицираат со проекти за набавка на машини и опрема за производство и преработка, како и проекти кои предвидуваат поставување, односно инсталирање фотонапонски панели за производство на енергија од сопствените потреби. Со искористувањето на Европскиот фонд за земјоделство и рурален развој и конкретно мерката 3, сведочиме за изградба и модернизација на многу преработувачки капацитети, винари, млекари, кланици и останати капацитети, што резултира со конкурентно домашно производство и лансирање на македонските преработки од растително и животинско потекло на домашните и странските пазари, се вели во информацијата од платежната агенција.